По повод христијанскиот празник Свети Архангел Михаил, сегашните и поранешни жители на Стришанско мало во саботата се собраа и со празничен колач го прославија празникот на Стришанска чешма. За ваквиот собир еве што ни изјави една од најстарите и воедно иницијатор на ваквите собирања, Милка Сарева Панчева. Ово треба да се чисте 365 ден, секој ден. Оти тука има деца школски, од селата, клупите се за тоа оставени. Јас присуствувам како најстар член. Јас сум благодарна за целото Стришани, што се собират, што има собир. Ова е историско место за жителите од Стришани, бидејќи од многу одамна овде стоката се поела, бидејќи Стришани е земјоделски крај и имаше и повеќе елаци и со чепови и со природна вода, неле порано. Сега гледате како прекрасно изгледа едно место каде што циркулира населението како од Стришанското, од градот, така и од руралните средини, имат простор дека да се одморат, да се напијат една вода добра. На народниот собир кај Стришанска чешма присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, на кој му припадна кумството за наредната година. И мене ми е задоволство што можам да присуствувам на овој свечен чин, на оваа традиција која што е воспоставена од поодамна и која што ја возобновивме во последните неколку години на верскиот празник Свети Арангел. Сакам да ги поздравам сите сограѓани од Стришани, сите сограѓани од градот Кочани. Сакам на сите оние кои што го празнуваат денешниот ден, сите оние кои што го имаат името, дали Ангел, дали Ангела, дали Михаил, дали Мишо и така натаму, да им посакам убави празнични денови, овој ден да им убаво помине и воопшто да оваа традиција зачуваме, да го сочуваме христијанството, да го сочуваме човечкиот дух во сите нас. Инаку традицијата на ова малско собирање започна пред 6 години, кога локалната самоуправа со сопствени средства ја реновираше Стришанска чешма и до ден денес на овој празник се собира броен народ, се полни трапезата и се дели празничен колач.